Добар ден, колешке. Токму така ние се наоѓаме во филтер станицата во Штип, каде ќе поразговараме со директорот на јавното предпријатие ИПИСАР за набавката на новата опрема. Станува збор за опрема, систем мембран за филтрација за бактериолошко испитување на водата, со чија постапка се скратува досегашното испитување на водата за многу пократко временски период. За се она што во врска со апаратурата ќе ни каже директорот Бојаджиев. Господин Бојаджиев, еве кажете ни, новата година ја започнавте со нова апаратура тука во филтер станицата. За каква апаратура станува збор? Најнапред, добар ден до сите гледачи на ТВ Нова, им ги честитам новогодишните и божични празници. Ние како јавно предпријатие, како локална власт се грижиме за граѓаните на град Штип, за здравјето на граѓаните на град Штип. Инвестираме континуирано во нашата филтер станица. Еве моментално набавивме апаратура за испитување на бактериолошко микробиолошко испитување на водата, не дека тоа претходно го немавме, меѓутоа ова апаратура сега е многу посовремена и претходно место за 48 часа кога ги добивавме анализите за бактериолошко микробиолошко квалитет на водата, сега ќе ги добиваме некаде за 24 часа. Постојано се следи квалитетот на водата, како микробиолошкиот, така и физичкиот квалитет на водата, и граѓаните на град Штип треба да знаат каква вода конзумираат, треба да знаат дека конзумираат една од најквалитетните води во Републикава. Ние како јавно предпријатие ќе продолжиме и понатаму да инвестираме во нашата филтер станица, се со цел да тоа што го дистрибуираме до нашите граѓани биде квалитетно, здраво и да и самите граѓани да немаат проблеми, а ние како јавно предпријатие им го тоа гарантираме на самите граѓани, впрочем тоа е наша работа. Јавното предпријатие ИСАР постојано инвестира во нова опрема и она што значи граѓаните на Штип да добиваат навремено снабдување со вода. Нов проект и доста значаен за филтер станицата, кој ќе ги намали сметките за електрична енергија, е поставување на сончеви колектори за производство на електрична енергија. Тој проект е во тек, па еве кажете ни за колку време ќе се реализира и за што точно станува збор. Па ние некаде како јавно предпријатие месечно плаќавме некаде околу 60.000 евра, 3 милиони 600, 3 милиони 700 илјади денари за електрична енергија. Тендериравме и веќе сме во завршна фаза на избор на најповолен понудувач на огласот кој што го дававме на јавниот оглас. Ние побаравме фирма која ќе може да ни овозможи на 50 рати, односно 60 рати да ги исплаќаме панелите за производство на електрична енергија, а самото производство да биде наше собствено и овие пари да останат во предпријатието. Пример, ако дававме досега 60.000 евра на Евана, ние да произведеме некаде 50% од електрична енергија, 50% ќе си задржиме средствата за нашето јавно предпријатие, односно ќе бидат како рата за отплата на панелите кои што бараме да имаат и 20 годишна гаранција. Со самото тоа, значи за 4 години некаде, ние ќе ја врнеме целата оваа инвестиција и после 4 години јавното предпријатие ИСАР ќе си произведува сама собствена електрична енергија за собствени потреби, а оваа електрична енергија значително ќе ги подобри економското работење на нашето јавно предпријатие, бидејќи нема да даваме излишни трошкови за вода, бидејќи сами знаете дека ние водата сега ја пумпаме, препумпуваме од ниско на повисоко, па од повисоко оде во полиските делови, го снабдуваме целиот град со вода. Еве, јавното предпријатие донесе програмата за 2017 година, таа е исто така одобрена и од Советот на општина Штип, па еве кажете ни кои се најзначајните проекти кои ќе ги реализира јавното предпријатие во оваа 2017 година? Ние 2016 година морам да ја оценам како доста успешна, направивме доста проекти, успеавме да ја скрос изреновираме бањата, машкиот и женскиот дел од бањата. Во 2017 година предвидуваме на доградба на нов спрат на самата бања, проширување на сместувачките капацитети, со тоа и само ќе предонесеме за развој на туризмот во нашата општина. На градските гробишта успеавме да ги асфалтираме сите патики, остана уште мал дел неасфалтирани патики, ќе ги доасфалтираме и комплетно ќе го заградиме стариот дел на гробиштата. Во комунална хигиена ќе набавиме 3 нови камиони за исфрлање на смет, ќе набавиме ново каналџе за одзатнување на канализации, сето тоа ќе го подобри и нашиот возен парк, ќе набавиме машина за липкер за потребите на јавното предпријатие ИСАР, односно за водовод. Што се однесува од канализација и водовод оваа година, во оние населби каде што нема канализација, тоа остана уште многу малку и дотаму ќе завршиме Карорман, поставувањето на СБТ во канализационниот систем во Карорман, ќе започнеме со поставување на канализационен систем во населба Балканска, во населба Личка, Васил Дуганџиски, секаде онаму
каде што нема канализација, има проблеми со водоводот и канализацијата, комплетно ќе бидат сменети ова година. Ќе инвестираме и во градскиот пазар. Знаете дека го покривме ова година градскиот пазар. Плато 1, плато 2 веќе ќе биде направен со модерни кукички, современи дрвени кукички кои што ќе бидат изнемувани на нашите граѓани. И многу други работи кои што се предвидени во нашата програма. Во 2016 година се што предвидивме 100% реализиравме. Во 2017 година се надевам дека ќе биде исто така. Се во интерес на нашите граѓани, се во интерес на граѓаните на Република Македонија. Еве, за крај, да ни кажете како филтер станицата се подготвува за овој снежен бран и дали Штипјани ќе имаат навремено снабдување со вода во текот на овој период што е најавен со ниски температури и врнежи од снег. Ние во координација со координативното тело на владата на Република Македонија и кризниот штаб кој што ги имавме денови, добивме и насоки, на кои насоки се придржуваме, меѓутоа си имаме и собствено континуирано ние работиме така секоја година. Оваа година исто така цевките ни се на завидно ниво, се е проверено, се е средено, така да граѓаните не треба да стравуваат дека ќе немаат вода, во секој време ќе има вода. Доколку има некои проблеми на пукање на цевки, нашите дежурни екипи се 24 часа на терен, ќе интервенираме во истиот момент и во истиот момент дефектот ќе биде отклонет.